Дваесетина млади невработени лица од Југоистокот преку работилници и иновативни кампови што ќе ги реализира Центарот за развој на Југоисточниот Бански регион ќе може да креираат бизнис проекти и да се самовработат. Меѓу нив е и 25-годишниот Симе Митев од Струмичко. Тој смета дека на младите им е потребна подршка, но и едукација за да ги реализираат своите идеи и мали бизниси. Апелираше до младите да се охрабрат и да ги користат сите поволности што се нудат за нив. Мислам дека како идеја имат скоро сите. Најмногу што е потребно кај младите мислам дека е храброст да не се плашат, да одат напреде и нормално кога имаш храброст и идеја, парите ќе дојдат сами по себе, може да се најдат, затоа што ти ако имаш добра идеја, добра реализација и сега со овај проекти се направи добар бизнис план. Ако имаш добар бизнис план, можеш лесно да најдеш инвеститори. Ако не најдеш инвеститори, може и да употребиш нешто средство од државата и да се покрене истото. Центарот за развој на Југоисточниот Бански регион во наредниве 2 години заедно со УГД Штип ќе го реализира проектот Бизнис екосистем како интегриран систем од програмата за прекогранична соработка со соседна Грција. Целта е да се поттикнат младите да бидат покреативни преку размена на искуства, да нудат иновативни бизнис решенија во прекограничниот регион. Ќе имаат можност да слушнат успешни приказни од успешни предприемачи. Исто така ќе биде предвидена практична работа за изработка на бизнис планови и сето тоа во соработка со реномирани експерти, консултанти и од регионот и од нашите партнери од Универзитетот Гоце Делчев. Интересно исто така по тој проект е што ќе се набави 3D опрема, односно принтери и скенери, кои што ќе бидат достапни за користење во заедничкиот простор кој што се наоѓа во рамките на Центарот за развој. Освен работилници и кампови, младите од Југоистокот ќе имат и студиски престој во Грција, каде со тамошните врсници ќе може заеднички да реализираат одредени иновативни решенија. Ќе помогнат не само на мене, него на било која млада личност да дојде тука, и затоа што кога на едно место ќе има повеќе млади луѓе кои се иновативни и ќе се запознаат и ќе се направи некоја конекција, тоа може и дел да се спојат и да направат нешто заедно. Тие ќе добиваат низ за консултантски услуги, а на располагање ќе им стои бизнис центарот, каде ќе може да ја користат и опремата за креирање на одредени иновативни производи.